Добре дојдовте во VIP на еден ден. Денеска се наоѓаме во Прилеп. Јас имам 35 години, но се чувствувам како старица. Е причината поради која денеска сме овде. Многу е ладно денеска во Прилеп, но ние се надеваме дека ќе стоплиме многу срца. Но пред се, ќе го стоплиме срцето на нашата учесничка, прилепчанката Елена. Да ја слушнеме нејзината приказна. Јас сум Елена Бошковска, имам 35 години. Во брак сум 16 години со сопругот Ватко, во кој имаме двете деца. Сара 15 и Антонио 10 години. Се прашувам, од кај ми е ова сила, значи јас да ги држам сето ова. Не знам. Едноставно ми беше утеха тоа што бев, например, Елена е родена во типично прилепско работничко семејство. Одењето на тутун и станувањето в Зори било вообичаено во детството на оваа тогаш весела и полна со енергија прилепчанка. Младост весела, љубов голема, па мажачката на 19 години за Елена бил најубавиот момент. Младиот брачен пар, Владко и Елена, туркале низ животот. Љубовта ги одржувала, желбата за подобро ги носела напред, ама судбината имала поинаков план за нив. Просто да ни ти се верува како работите може да тргнат наопаку. За приказната на Елена со многу емоции, јад во душата и немоќ во гласот, ни зборуваше првата братучетка на Елена, Наташа. Од деца заедно, од многу мали се дружиме. Пораснавме, животот наднесе на различни страни, јас со сопруг, та со сопругот незин, дечина. После животната приказна на Елена се смени во поинаков тек. С цела среќа што ја имаја, замина во скроз поинаков живот. Елена е многу добра личност. Добра, мила. Значи, секогаш била и таа на мене тука. Јас, значи, крени телефон доволно е. Само, ете, животот што е, судбината што ја донесе во ваква состојба, ја смени скроз да нема самодоверба, да едноставно да не е таа Елена што беше. Побаравме да ни ја опише Елена како мала. Полна со енергија, со елан, со среќа, со радост. А сега веќе нема. Веселата Елена, како што ни рече Наташа, останала само на фотографиите. А прашавме како почна се. Кога се породив со второто дете, мислам сето помине како што треба, ама негде по една година самото растање, со обавезите низ дома, почна да ми се влошува здравието. Веќе нозете почна нагло да ми се здравува, да не можам слободно да функционирам. Кога ќе сакам, например, да изгледам со детето, да го прошетам, ќе поодам нека околу 10 минути, 15 и после веќе не можев, например, понатаки да движам. Сето тоа нагло се влоши кога имавме и некоја, да речам, стресна ситуација во тој период. Што не ме за еден ден
Можевме и двете деца нагло, мислам да ги изгубиме за 5 минути. Има затровање од прв степен од коскиот кајси кои влијае, да речем, коматозно на нивната состојба, така да хитно беа испратени Скопје, во кој за среќа помина сето во ред, здрави прави, се ги вративме дома, но таа ситуација, да речем, беше капач на моето здравје, например и психички, и физички, почна нагло да влие. И дека една несреќа никогаш не оди сама, доказ се случувањата во понатамошниот живот на Елена. Кога дојде до тој степен да не можам веќе ни од кревет да станам, значи мораше да се преземе некој друго чаре, што бевме упатени, например, кај неврохирург, пошто овдека во Прилеп ние немаме неврохирург. И гледавме само што према можностите дека најблиско ни беше Битола, ради патувањето. Дека може нешто да се случи, Елена не насетувала, па со насмевка ја дочекала операцијата, со надеж дека се ќе биде подобро. За операцијата се решив со тоа што мислев дека ќе заврши, например, таа физикална терапија, дека нема апчина да пијам поише, дека од кога ќе се оперирам, дека ќе биде сето во ред. Ама на крај испадна сосем обратно, значи јас од кога се оперирав, излезе дека ногата, мислам нервото, ногата е оштетен негде 80%. Значи 3 месеци бев во кревет, не се знаеше дали ќе функционира ногата, дали ќе се пушти и колку ќе може таа да цапам на нејзе. Тие, например, беа пеколни 3 месеци, како да речам, цело време во болки, гледаш со децата околу тебе, немаш ништо да станиш. Тежок период беше. Кога го знаеш човек дека е подвижен, дека нон-стоп имал сила за живот, за се, едноставно го гледаш наеднаш в постела. Деновите поминати во постела претешки. Сопругот останал дома и без приходи. Тогаш семејството на Елена им излегло во пресрет, но болката на Елена никој не можел да ја преземе, а таа се трудела. Јас мислам не бев баш толку, да речем, колку пати се обидував се подпирав или се движам. Нечем, например, во таква состојба да ме гледа. Или едноставно таа сила што имав, што гледав нив, дека останав, да речем, му се вратив дома, едноставно тие ме држеа во живото. Значи волја ми дава со тоа што само оти пред операција, само нивните слики ми се гледаем, сам нивните лица. Друго. Тоа еден вид ме одржуваше во живот. Што морам за нив да се борам. Депресијата од долгото лежење, собирањето се во себе, таложењето на стрес, а со тоа изголемувањето на тежината, ќе допринесат до повторно влошување на состојбата и нова голгота за ова семејство. Кога успеав, например, да застанам на нозе, се пушти сето во ред ногата, почнав да одам, ама со самата тежина, пошто јас имав и на левата страна мал дел, да речем, оштетен, што не се зеде во обзир тогаш со првата операција. Со самиот терет на таа страна, почнува пак со истото, значи со истите проблеми, како со станување, како со нагло оздравување на нозете. А иако сите, например, и движење, и пешачење, се што требаше го се правеше на моја страна. Дојде пак да направам уште една магнетна снимка, на која се покажа дека мора да се оперира уште еднаш. На сите макаше имавме башка свиненците што не мачеа, што велиме немавме пари ни за лекарство да си земам, капак не беше и тоа. Имаше од здружение, да речем, преку роднини, ајде,
собравме некој динар за да појдеме, например, за пато, кукуиза тамо за операцијата. Ама наместо најнаш да се заврши, нас не враќа, веќе 2 пати бевме вратени од Скопје. Првиот пат беше за тоа што се помести се, да речем, како што беше закажано, се помести терапијата, операцијата, ни рекоа по 2 дена да дојдеме. Се вратиме после пак по 2 дена со сите документи, со, да речем, со крв одов, испитување, со се. Ко појдовме таму, се бајле, да речем, останавме вечерта. Се бајлето, ко ме внесе в сала, уште, да речем, анестезија да ми пушта. Испадна дека нешто не е во ред и ми братија назад. За среќа операцијата не беше како првата. Значи, уште ко се разбудив, да речем, чувствував олеснување. За разлика од првата која се разбудив и пиштев, да речем, од болки. Полесно ја прифатив вторава операција. Мислев дека конечно, значи, ќе функционирам подобро, што немаше, например, лежење толку во кревет, значи одма си почнав да си одам, слободно да си движам. И повторно, уште една несреќа. Елена почнува да ги губи забите. Имав циста на немцето, уште не извајани конците, јас веќе битово ја правев операцијата. После нагло, да речем, почна имаше, после операцијата ми остана отвор, да речем, на немцето, кој не можеше да заздрави веќе година време. Што кога појдов на доктор, да речем, кај докторка, што ме оперираше, ми рече дека ради слаб имунитет, значи не можело да заздрави. Што е стварно, навистина, и тогаш и смешно ми беше, пошто рана од операција ми заздрави, немаше никаков проблем, а немцето не може да заздрави. После се упатив кај друг доктор, кој ми помогна, да речем, ме прати Скопје, кажа дека нешто не е во ред со првата операција. Значи, дел од коска, фактички не само цистата, туку и дел од коската ми има оштетена, што резултираше со вадење на предните заби. Мораше и тамо 2 пати да ме прави операција и за на крај испадна дека и синус е оштетен. Така да 3 пати бев на тој зафат. Што велим уште не заздравена од операцијата од кичмата, јас морав да одам и по други работи. Не знам од таа сила од ке ми дојде. Значи, од кога си дојдев дома, се прашувам од кај ми е ова сила, значи јас да ги држам се тоа. Ама како и да годините веќе сега, како да ми се чини дека не можам уште нешто пат да го правам. Најголемата поддршка на Елена е бил нејзиниот Владко. Нивната љубов, која им прекосела и на советите од нејзините, кога млада се омажила, и на недоразбирањата со семејствата. Владко е нејзиниот сончев зрак. Колку ли љубов има собрано во неа за него, па често го спомнува. Значи го спомнувам сопругот Владко затоа што ми беше најголема поддршка во живот. Значи ако не беше тој, мислам дека немаше ова сето да го преживеам на, да речем, на некој полесен начин, пошто кај да требаше да се оди, значи без разлика дали беше на работа или не, нонстоп беше со мене. Баш се сеќавам и за втората операција која беше Скопје. Само што ме оперира едната што ме донесоа, да речем, вечерта, значи не замина нигде. Направивме напори, остана тука, така да беше и цела ноќ со мене. Што велим, иако опериран, до мене беше до сабајлето, до другиот ден да си заминиме двајцата. Значи, сета оваа ситуација, од една страна, не знам и тој како ја издржа. Значи, сепак, покрај болен човек и покрај 2 деца да бидиш на носа, мислам дека него најтешко му беше. Не знам. И тоа не можам да го кажам. Може малце.
И откако собра сила, ни раскажа дека нема со што да му се одолжи на Владко. Значи, не можам со ништо да му се одолжам, значи што и да е. Голема заслуга за се тоа е, да речем негова. И сега кога веќе е на нозе, ништо веќе не е исто. Тагата е голема, а горчината мачна. Ута сум на, може не го да кажам, ама на докторите овде. Мислам на система што го работа, пошто најосновно првин ти кажува, ти прави на рентген снимка обична, што ти кажува дека не е ништо. И кога ќе сакаш, например, да одиш понатаки, како што јас што побарав магнетна снимка, беше тешко да добијам. Ти мораш ептен да имаш некоја мака, за да ти да снимка, да ти закаже да те снима. Тогаш и немаше многу и на приватно. Сам имаше, ама беше многу поскапо. И што на крај, иако беше поскапо за операција, морав пак на приватно да се оперирам. Значи не ме пратија ни подхитно да поидам на магнетно, значи мораше само да се него. Едноставно на таков систем, пошто 2 години одев по доктор и барав чајре да видам што е работава, а овдека ништо не ми кажува дека е нешто така лошо. Што и обитова ми рекоа, муабето да речем што ми го рече, оти не дојде порано, значи тоа ептен ме задоболи. Да речем, оти јас 2 години одев по вратите, а на крај обитова ми вика, оти не дојде порано за да го спречиме порано. Тоа што кога и да се сретнеме, да се дружиме, веќе ја нема таа смеја, нема релаксиран живот едноставно. Се имаш проблеми, се имаш така. Не можеш да разговараш на тема да не се сети на операцијата, да не помисли на тој период од животот незин. Но знаејќи дека не може да го врати времето назад. Не знам, само барем на некој пат да ги упре децата. Барем тие да бидат среќни. Сега има само една желба. Само здравето да ги чува и да чека некоја среќа што да не го поминува ова што сме го поминала јас. Едноставно гледам тие да бидат среќни. И после се во ова, прашавме, како може да ја усреќиме оваа жена? Што ќе ја допринесе трансформацијата на изгледот? Како жена се чувствувам малце како запоставена, поради обврските што ги имаме како и секоја една жена. Промената на физичкиот изглед кај Елена би придонесло да има многу поголема самодоверба, да продолжи со животот, да се бори со судбината незина. И време беше да ја запознаеме Елена и да го почнеме процесот на враќање на самодовербата на оваа 35 годишна прилепчанка. Браво, Елена, добро дојде. Значи го почнуваме процесот на трансформација, така, на една убава преобразба и прво што треба да средиме е она кое што те мачи подолго време, тоа се запите. Така, страф од забар имаш? Веќе не. Веќе не, така. Добро, сега ќе отидеме кај доктор Виолета. Драго ми е што доктор Виолета сама се пријави за да влезе во овој проект и се надевам дека ќе има научите многу такви пријави за да излезе во пресрет на нашите учеснички, така да сега одиме во Виола Дент и да видиме што може да се направи. И се надевам дека ќе биде многу малку болно, а многу повеќе ќе имаме наспред. Се надевам. Се надевам. Ајде, добро. Кога си нема ме јано, од срце порода. О, Јано, Јано, убава Јано, сирома си Најдовме, ова е учесничка, Елена.
Да влеземе и да видиме што може да направиме. Нели? Елена, како што спомна, веќе имала 2 операции на горната вилица. Од страната каде сега и недостасуваат заби, а од другата страна има мостова конструкција, која мора да се извади. Ајде, Лина, повели седни се. Слободно пак пристија главата. Ајде се прегледаме да видиме каква е состојбата во уста. Затвори. Елена, постои моментално фиксна конструкција што ќе треба да се отстрани. Има неколку заби и корења што се треба да се екстрахираат и ќе треба да се изработи протезка конструкција, мобилна протезка конструкција. Отвори се. Отприлика потребни ми се околу 2 до 3 недели. Значи, самото екстрахирање на забите, потребно е нормално нивно зараснување, потоа се изработува протезка конструкција, за 2 до 3 недели во ред сега. Доктор Виолета не извести дека од прилика Елена за 20 дена ќе има нова насмевка. А она што најмногу ја интересираше Елена... Елена, нешто да кажеш, некој проблем што си имала во устата? Па тоа дека што ми беше оперирано место. Сам нема да смета ништо кој се намести таа протеза? Не. Веќе тоа е од поодамна изработена операција, завршена операција, веќе е санирано се, комплетно е ресорбирана коската, така да нема да има никаков проблем. Спремна си, Елена? Спремна сум. Почнеме. Почнуваме се. Прегледот помина, да ми кажеш како помина? Добро е да се супер. Се е супер. Потешко или понапред. Добро, ама имаш насмевка која што ќе биде уште поубава на крајот кога ќе го добиеме комплетниот производ. Така? Имаме малце да се подготвиме и после тоа следува процесот кој што ќе донесе нова насмевка. Така? Ајде, одиме сега кон нови убави работи. После забарот следуваше изненадувањето за Елена. А дали ми успеа? Jesi mi donio ulje? Najdobrото ulje za golf pet. Kaj? Da si ti normalan? A kako ću kuhat s tim? Što je ova galama? Ajde šnel gostiće ka ručak. Ама газда така ми кажувал. Pus! Dojdi сега тебе, koja ulazeme namačka so maskom. Briljantno. Za naše goste uvijek sve najbolje. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Возејќи се низ Прилеп, Елена ми раскажа за својот голем проблем со тежината, кој дополнително и прави проблеми со рбетот и движењето. Тоа комплетно се вклопи со нашата идеја за изненадувањето на Елена. Ама Елена не разоткри. Кога рековме одиме кај шарена чешма, ни рече знам во фитнес центарот. Елена, ти ми кажа дека освен или проблемот со завите и проблемот со операцијата, имаш уште еден проблем кој што многу ти смета, а тоа е тежината, која што нагло се зголемила после операцијата. И твојата желба е да ослабиш. Така? Да. Да.
До сега си применувала некакви диети, вежби или? Имам и вежби применувано и диети, ама на основа што морам да пијам и витамински апчина, заради и болките што ги имам, например, дека нема наода без такви апчина, мислам дека и нахубаво тие ме донесе да решам да ова тежина. Така да сега може влија и тие, па колку и да слабем да пробувам, например, и на диета малце, да бидам пак се враќам на истото. Да. Сега ние доаѓаме на едно место кај што верувам дека ќе ти помогне. Значи ќе се обидеме да видиме кои вежби можеш да ги правиш и најважното ќе имаме стручен надзор, ќе имаме еден план на исхрана и верувам дека ќе стигнеме до посакуваната тежина. Може? Ајде прво да видиме што можеме да направиме. Ова е Филип, здраво Филип. Ова е Елена. Здраво. Иако ние бевме со најдобра намера да пронајдеме решение за проблемот на Елена, а фитнес центарот безрезервно одлучи да ги стави на располагање своите услуги. Сепак Филип Димески од Energy Power House, кој освен справи за вежбање, нуди и часови по аеробик и пилатес, сосема стручно и комплетно одговорно и јасно ни укажа на состојбата на Елена. Значи, Елена, како што можам да разберам, имаш повреда, направен оперативен зафат. Оперативниот зафат ги ограничува вежбите кои што може да се работат. Така да во нашиот фитнес центар ќе бидеш контролиран од наша страна на само одредени справи, а другиот дел останува на физиотерапијата, која што веќе ја посетуваш, верувам. И доколку имаш потреба од некакви стручни совети во врска со вашата повреда, тогаш ќе треба да се консултираме ние со вашиот лекар. Најпотребно од се, за да се постигне резултатот, е да се намали на исхрана, односно не да се намали во буквална смисла, туку да се избегнат работите кои што не дозволуваат намалување на килажата. Килажата е само бројка, но сега во моментов кај тебе е многу битна за да се постигне тоа што треба. Елена слушаше со загрижен поглед. Заради незината моментална состојба и последниот преглед, кој вели дека можеби повторно се враќа дискус хернијата, одлуката беше дека на Елена стручниот тим од Energy Power House ќе ја помогне со совети околу намалувањето на тежината и веднаш кога ќе добие лекарска дозвола, со радост ќе ја пречекаат. Значи се договоривме? Да, договориме. Ќе направиме план за исхрана, така, режим на исхрана, колку можеме ќе вежбаме и се надевам дека ќе постигнеме резултати. Така? Се надевам. Како што рече, тоа зависи се од тебе. Ние даваме се од себе, но резултатот зависи само од нас. Треба да бидеме истрајни, ќе бидеме истрајни, ќе ги слушаме советите и ќе имаме последно нова Елена. Секако ќе имаме нова Елена, за тежината тоа сепак зависи и од тебе. Нели? Океј, онда. Хап. Фала многу, можеме да идеме на трака? Може на трака? Може на трака. Но спортувањето не е само губење тежина и добивање на убав изглед. Со спортот и внатрешно се разубавува духот, се полните со позитивна енергија, ни рече Филип. Дека спортот, макар и можноста, само 2-3 справи да се користат, влева позитива видовме и во лицето на Елена. А насмевката која ја доби при испробувањето на справите, ни влија надеж дека трансформацијата е на добар пат.